Денес е 12 мај, светскиот ден на медицинските сестри. Уште еднаш нека им е честит денот, да ни се живи и здрави. По овој повод, денес овде во студиото од Аџибадем Систина ни гостува Андроники Бибовска. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Благодарам на поканата. Рековме светски ден, што е всушност дел од светската недела, почнувајќи од 15 до 12 и тоа е светска недела и на акушерките. Да. И на медицинските сестри. Што за вас представува оваа недела? Овој период од годината, да речеме. Нашата недела дојде. Од 5 до 12 мај ги славиме тие два повода. 5 мај денот на акушерките, 12 мај денот на медицинските сестри. Мотото на прославата на овогодишната прослава на денот на медицински сестри, кој што произлегува од International Council of Nurses, е нашите сестри, нашата иднина. Мене лично како сестра ми е многу интересно мотово, баш дава белег на ова што се случуваше претходните 3 години и она што би требало да се случува сега напред во иднина. Пред 2-3 дена читав една статија каде што вели дека вештачката интелигенција почнува полека одредени професии да им го зема местото во општеството и во човештвото воопшто. На првото место беше, на првото место беа графичките дизајнери, некои други професии, меѓутоа пишуваше дека безбедни, сега за сега се професијата медицинска сестра, истражувачко новинарство. Така да ние сме сега за сега безбедни и многу потребни во човештвото воопшто. Да, ги споменавте изминативе 3 години, имам некаков впечаток дека токму во тој период сите како да станавме свесни за потребата од вас, некако како да почита да порасна. Да, видовме дека многу професии може да работат онлайн, дека многу од луѓето добро се снајдоа, работеа во своите домови. Повеќето од нас нема никогаш сретнато пандемија, нема слушнато за пандемија и не знаеа што е воопшто лична заштитна опрема. Меѓутоа преку ноќ некако сите информации кои што почна да се шират низ светските здравствени организации и другите организации низ светот, стигнаа веднаш до нас. Видовме дека сме му потребни на човештвото. Медицинската сестра е таква, се прилагодува, флексибилна е кон работата. Преку ноќ свативме дека сме потребни. Можете да ги лекувате како лекар пациентите онлайн, да ви ги објаснат вашите симптоми, да ви покажат дел од раните, проблемите кои што ги имаат, ама медицинската сестра не можете да ја замените. Таа мора да е физички присутна, да ги допре луѓето, да им каже добри зборови, да им биде поддршка во нивната болест и мака. Така да навистина бевме на тест и мислам дека успешно го поминавме. Што се е потребно за да се биде медицинска сестра? Секако тука е едукацијата, но дипломата не е доволна. Каква личност треба да биде еден човек, да речеме, добро, може и машко да не ги исклучиме секако и нив, за да биде медицинска сестра? Тоа е повик кој што го одбирате уште кога сте мали, барем во мојот случај така и со колешките со кои што јас работам, сите сме некако на исто мислење дека треба да ја препознаете емпатијата во себе. Ако сте емпатични, ако знаете дека имате доволно љубов, да го посветите целиот свој живот кон другите луѓе, тогаш сте на вистинскиот пат. Ако тоа ви е само професија за плата, тогаш моја препорака е немојте тоа да го работите. Ако не можете да влезете од другата страна на приказката. Кога сте пациент и кога вашето семејство е пациент, тогаш најдобро разбирате што значи емпатија, што значи хуманост и професионалност. Вие сте дел од приватна здравствена установа, често пати сме зборувале за медицинските сестри во јавното здравство, еве конкретно во Аџибадем Систина. Како функционира, на кој принцип сестринството таму? Сестринството во глобала секаде би требало да биде под една хиерархија за да се знае точно кои се работните задачи на една медицинска сестра. Аџибадем Систина е одлично организирана во тој поглед од причина што ние имаме една посебна хиерархија. Главната медицинска сестра на болницата е одговорна за сите медицински сестри, техничари во болницата, акушерките да не ги заборавиме и болничарите. И ние нашите проблеми, нашите работни задачи ги прикажуваме кон тој сегмент. Значи, ако имате добра организација, тогаш некако сите работни задачи лесно ви се одвиваат. Се е битно како ви е поставено на стартот. За да можете да функционирате професионално, треба да си ги знаете своите компетенции. Тука малку имаме проблем во сестринството во Македонија, бидејќи медицинските сестри не ги знаат точно своите компетенции,
народно кажано, докаде може една медицинска сестра да оди во своите активности и работа. Тоа во Аџибадем Систина е одлично организирано и е добар пример за тоа дека со добра организација, препораки и со добри стандарди за работа веќе давате безбедно сестринство, безбедна нега на пациентите. Вие конкретно сте сестра за едукација и тренинг. Сега претпоставувам дека новите сестри кои ќе дојдат кај вас во ваши раце паѓаат. Како се обучува еден почетник? Јас сум престрекна што работам на такво работно место, затоа што доаѓаат помладата генерација на медицински сестри, понеискусни. Се справуваме на тој начин што едукацијата ја вршиме во секој сектор посебно. Не може еден едукатор да едуцира 400 медицински сестри, ниту па сум компетентна да можам да ги знам сите проблематики во болницата. Меѓутоа на секој одел постои тим на сестри кој што се грижи за новопримените сестри. Прво правиме едно проучување на таа сестра, го гледаме незиното CV, за што се е компетентна да работи. Убаво кажавте, незиното образование не значи компетентно за работа. Тоа е само диплома, битна е праксата и битно е сето она во кое што после ќе се вклучи, односно сите процеси на работа кои што треба да ги научи. Многу оддели, многу апаратура, многу активности различни во болницата има. Ние во текот на нашата пракса во училиштата не можеме тоа да го видиме. Аџибадем Систина е болница каде што има одредени активности кои што не се работат во ниту една болница, во ниту едно училиште не може да го научат и гледаме да ги прилагодиме што е можно побрзо. Вие би сакала да направиме малку една паралела помеѓу што значи да се биде медицинска сестра во јавното, што значи да се биде во приватното здравство. Вие порано сте биле дел и од јавното здравство, така што мислам дека идеално може да го направите тоа. Знаеме, слушаме постојано за сите проблеми со кои што се соочуваат медицинските сестри од јавното здравство и со одлив од јавно во приватно, одлив од овде во друга држава, тотално менување на професија, потоа една медицинска сестра работи за 2, неретко и за 3, поради недостатокот. Ги делите ли заеднички? Имате ли исти проблеми? Апсолутно да. Оние кои што ме познаваат знаат дека кај мене нема државно и јавно и приватно мешање на професиите. Точно јас работам во приватна установа и сум престрекна што можам да споделам со колешките од државното здравство како би можело сестринството да се одвива. Како би можел тој пат, како да си ги бараат правата во однос што треба да добијат. Многу е потешко тоа да се направи во државните установи. Проблемите на медицинската сестра се секаде во светот исти. Тој недостаток на сестри кој што го кажувавте. Пред некој ден имавте гости од јавното здравство, колешките беа тука во вашите емисии, кажа една огромна бројка на сестри како недостиг само во нашата држава. Тоа е и на светско ниво. Пак ќе кажам дека прилагодливоста на медицинските сестри да може да најдат начин да ги искажат своите професии надвор од државата, за многу брзо време имаме одлив не само од државното во приватното здравство, и ние како приватна установа се справуваме со истиот проблем. Тоа се сестри кои што ќе дојдат, ќе земат наобразба точно и за одредено време веќе учат германски, заминуваат. Тој проблем го имаме и ние како болница. Ние сме на пазарот многу побарани, затоа што условите за работа во нашата болница се прекрасни и сестрите сакаат да дојдат да работат. Не се чека за примање на плата, не се чека за одредени години за да стигнат на листата платна како во другите установи. На тој начин сме, ќе кажам, секогаш место кое што навистина многу брзо го бираат сестрите за да дојдат да работат. Сега ние како болница тука па се справуваме со проблем што тие сестри се без работно искуство соодветно и треба навистина многу труд да бидат тие обучени и да бидат соодветни за работа во приватна болница. Очекувањата на пациентите во државното здравство и во приватното не е исто. Тука се справуваме со пациенти кои што си ги знаат своите права, имаат големи очекувања. Ние сме болница со една престижна акредитација која што на тие пациенти секогаш им кажува дека тука безбедноста е на прво место. Гледаме, се справуваме, ги учиме, работиме, се слушаме со колешките од државното здравство, си даваме совети едни на други и баш овие денови се надевам дека ќе бидат повод сплотено да се ги побараме своите права во системот. Еден од главните проблеми во државното здравство е вреднувањето на трудот. Вие, да речеме, тој проблем
го немате, но што е со статусот? Колку што разбрав, ние сме единствена држава во Европа каде што статусот на медицинските сестри не е регулиран, што значи во беззаконие може да се Лутаме каже се дека се работи. Да, така? лутаме се уште. Јас со најдобра намера кон сестринството во Македонија морам да кажам дека веќе 3 децении од кога јас работам, се вртиме некако во некој круг, не стигнуваме до целта. Имаме менување постојано. Ние сме држава која што е 30 години во транзиција. Не знам уште колку ќе бидеме во транзиција. Тоа значи нови министерства, нови влади, нови преговори. Воодушевена сум од колешките кои што ги водат здруженијата во нашата држава и сакаат да постигнат нешто како цел за сите медицински сестри. Им се воодушевувам на енергијата. Ние во приватното здравство сепак сме малку на страна од тие нивните борби. Меѓутоа тоа е наша борба. Ние не знаеме утре каде не носи патот и каде понатаму ќе работиме, немаме никаков статус. Немаме регистар на сестри за да знаеме точно, не ја знаеме бројката на сестри, не ја знаеме точната нивна наобразба, не знаеме точно со колку точно кадар располагаме. Ковидот за малку ќе ни направеше некој таков ред, за да може да знаеме каде можеме се да помогнеме. Нели имаше моменти кога сите установи станаа ковид центри, некои од колешките во државното здравство навистина пробаа да направат такви групи за да споделуваме меѓу себе податоци. Клиничката болница Аџибадем Систина, сестринството од нашата болница е навистина отворено кон сите. Се што ние работиме без никаков проблем споделуваме. Сакавме да им кажеме како е правилно. Информациите кои што ги добиваме од Аџибадем групацијата нас многу ни значат. Ние сме дел од една голема корпорација, AHH групацијата, каде што информациите стигнуваат многу побрзо него во нашите државни установи. Што ќе направиме, не знам, секогаш сум оптимист, барем додека јас не отидам во пензија, би сакала да видам едно такво големо здружување на сите медицински сестри во една комора, каде што сите точно ќе си ги знаеме компетенциите и ќе се бориме секоја за секого. Ги споменавте здруженијата, едно од главните начела за кои што тие се борат е достоинството. На кое ниво е достоинството на медицинските сестри, имајќи го предвид сето ова што досега го кажавте? Да, за некое групно достоинство, значи не можам да зборувам од причина што видовме какви се приликите и колку ни е вреднуван трудот. Со тоа се е кажано. Можам да зборувам за достоинството лично за себе и за колешките со кои што работам. Тоа е нешто што треба сами да го наметнете. Го наметнувате со професионалност, со знаење, со учење. Кога една медицинска сестра со долгогодишен стаж ќе ви се покаже како лик кој што споделува знаење, кој што има одлични организациони способности, знае како да го пренесе своето знаење, знае како да ја прикаже професијата на едно повисоко ниво. Тогаш веќе полека го градите своето достоинство во професијата. Јас пред многу години на некој конгрес имав едно такво предавање за ликот на медицинската сестра како појава. Како нас ќе не доживее човештвото зависи од нас самите. Тешка е можеби борбата, ама секој во нас носи лично достоинство кое што треба да го пренесе на професијата. Да се вратиме на мотото на ово годинешниот ден на медицински сестри. Рековте нашите медицински сестри, нашата иднина. Сега што е со вашата иднина? Каде вие гледате вашата иднина? Јас лично како медицинска сестра мислам дека ја постигнав целта на своето постоење. Целта на моето постоење беше да стигнам, да научам и да споделам. Оваа професија не би ја менувала за ништо на светов, навистина се пронаоѓам себе си и мислам дека како човек сум исполнета од причина што во секое можно време знам да споделам рака пред се и добар збор. Тоа за мене е основата на сестринството. Иднината како иднина лично ја побарав во Аџибадем Систина од причина што е установа каде што можете да се надоградувате постојано и постојано. Ако мислите дека сте го постигнале вашиот врв, сега јас сум сестра едукатор, ќе си дочекам пензија, тоа не е начин на размислување на една медицинска сестра. Роботи почнаа да работат веќе во болниците, значи постојано мора да учиме да се менуваме. Она што сме го научиле пред 20 и 30 години, не дека не важи, тоа е една одлична основа, меѓутоа ако не читате, ако не слушате, ако не применувате нови методи, застарувате и веќе на човештвото не му помагате соодветно.
на вистина една професија која што е постојано во развој. Кога ќе кажат сестрите на Запад, сестрите во Соединетите Американски држави, јас не гледам така на работите. Мене сестринството во Македонија ми е потик на тоа дека можеме Европа и светот тука да ја донесеме. Треба многу работа. Значи, можеме да зборуваме колку сакаме за сестринството, ама ова нека биде потик секој кој ќе се врати дома на лист хартија да запише некои 3 своји цели. Не лични цели, не цели кои што ќе им донесат поголема плата, цели кои што ќе остават нешто позади нив, за тие помладите кои што доаѓаат во нашата професија. Многу убаво поентиравте, но јас сепак би сакала на крај приватно нешто да ве потпрашам за повеќе да ве запознаат и гледачите. Сте важеле за најдобра кошаркарка меѓу медицинските сестри. И сега вака на прв поглед не гледам допирна точка помеѓу медицинските сестри и кошаркарките, но вие наоѓате заедничка нишка. Да. Поранешна кошаркарка, влюбена во кошарката цел живот. Дури во еден период се мислев што повеќе сакам, ама медицината дефинитивно ја сакам повеќе, а кошарката е хоби. Допирната точка е тимот. Јас тенисот е индивидуален спорт, освен ако не се игра во парови, кошарката е тимски спорт. Како поранешен анестетичар го осеќав тимот уште од првиот момент. Медицинска сестра анестетичар не се станува преку ноќ. Треба 2 години обука и треба една многу голема соработка со тимот кој што работи со вас. Кога прв пат стапна во операциона сала, се чувствував како изгубена во свемир. Апарати, луѓе, хирурзи, хиерархија, тишина, меѓутоа треба да учите да напредувате. Кога видовме дека секој од секого е зависен, не треба, во медицината не смеете да подцените соработник, болничар, хигиеничар, административен работник. Ние сме тим. Тука се пронедов себе си и мислам дека ми беше идеално место за работа, се додека не премина во водите на едукацијата. Сега ми е исто интересно за тоа што клиничка болница Аџибадем Систина е мојот тим. Ние таму работиме тимски. Не можете една толкава голема зграда во која што работат 1300 луѓе, тоа е едно мало градче во кое што секој ден влегуваат, излегуваат илјадници вработени. Да. Пациентите се посебна приказка. Пациенти. И навистина се осеќам како да сум на еден надпревар. Мојата цел во животот е секогаш да учам и да победувам и така најдов некако заедничка нишка помеѓу двете мои љубови во животот и мислам дека успешно ги терам напред, па ќе видиме. Многу ви благодарам на ова ваше гостување, уште еднаш честит ден и вам и на сите ваши колешки и колеги, да не ги заборавиме.